Почитувани, добра вечер и нормално добре дојдовте. Задоволство што сте во така голем број. Моја е честа и задоволството да ја отворам оваа промоција и да го промовирам новото дело на авторот Гоце Кицо Милевски, односно неговата книга, најнова книга, Афоризми, мисли и цитати. Ова е ракопис што на свој посебен и особен начин го чита и отсликува времето во кое живееме. Содржината не е само збир на духовити реченици или кратки размисли. Делото е многу повеќе. Тоа е сведоштво на еден бурен период, исполнет со предизвици, неизвестности и надежи. Во афоризми, мисли, цитати, авторот Гоце Милевски умешно ги допира темите што ја обележаа последната деценија. Политичките превирања, европските стремежи, воените сенки што повторно го прекриваат светот, чувството на загубен идентитет, иселувањето што ја празни татковината, сиромаштијата што ја нагризува човечноста и младината што се уште бара свое место под сонцето. Со остар афористички ум и доза на иронија, Милевски ни нуди огледало во кое не секогаш е пријатно да се погледнеме. Токму заради тоа е нужно, потребно. Неговите афоризми не се само игра со зборови, туку обид преку мислата да се допре до суштината на човекот и до самото општество. Конечно, книгата Афоризми, мисли, цитати не представува, не подсетува дека духовитоста не е бегство од реалноста, туку напротив, тоа е начин да се преживее таа реалност. И токму затоа ова дело останува поттик да размислуваме, да се насмееме секако, но и сериозно да се замислиме. Ви благодарам. Сега ќе му дадам збор на господинот Крсте Велески, етнопедагог, кој ќе даде свој осврт на книгата и делото на авторот. Јас, пошто сум патувал преку планини и не можам, не знам да седам. Со писателот, со авторот, вика, твоја проценка, седи, станува и шета и што сакаш важно, да го презентирам ова што ми го дал за задача. И сега ќе стоја. Со тоа што ние некако се одржуваме во векот, во времето, па некој ти рече колку години имаш, од кај си, што си и така натаму, велам, зварно сум на две нозе. Натаму другото да разговараме, тоа е тоа. И затоа сега на овој свечен чин, ќе ги спомнам после, се гледаме веќе втор пат со Гоцета на многу важни настани. Али тоа ќе дојде наред по-после. Значи сега станува збор ова вечер за афоризми, мисли и цитати. Афоризмот, значи како поим, како термин, ние во школството што сме учене, е на некој начин јадрото на некоја поговорка, на некоја мисла, што понатака се треба да се отелотвори, да заживее и да се презентира пред народот, пред јавноста, за да може да го примениме, зашто секоја книга која ќе се напише, треба да прозбори тоа книга, не да остане некаде во некој мутли. И токму затоа и сега ова, со Гоце кога се договараме, значи неговиот оштар јазик во смисла не за критизерство, туку за критика на она што треба да се создаде за народот, да биде подобро за народот. Иначе секој во таа критика не треба да се налути, туку како што вика нашите стари предци и други така,
Значи, кога ќе се каже нешто од мислата, не треба да биде шеговино, туку шеговито, за и другиот да се насмее. И така и оваа книга создадена тука. Зашто ние кога сме студирали уште, јас по некоја случајност и добро за мене, за моето создавање, што придонесам моите професори на филозофски факултет, 2 години бев член на наставно-научен совет и многу научив од моите професори таму. Такво трескање, значи, до плафони ќе го тресни колегата, па тој ќе му врати. И сега, кога ќе завршиш се, излегуваме надор и викам, овие ќе се судат сега професориве. Затоа што си рекол се што е лист во гора, на тоа си кажа. И губитникот ќе ми пружи рака. Му вика, денеска ти беше појак од мене, му честитам. Таму заврши Андреј и некои други што се тука на нашиот филозофски факултет. И знаат што кадри имавме ние тогаш и како не создавале нас. Затоа, прегледувајќи ја концепцијски книга во толку колку што може ја да видам, кај Гоцета, држам до тоа да повлијае, да речеме, да се изменат нештата во позитивна насока, значи само афирмативно. И со тоа ќе се дадам дека никој нема да му се научи, а и многу не спомнува народ, личности, повеќе зборува за народот во целина, за македонските чеда и така натаму, кога ќе дојдеме понатака тоа ќе го објасниме. И со тоа се префрлам нас малце по народу сега према мојот запис тука. Со Гоцета, како што реков, го водеме на промоција во село Пустарека, напиша монографија за селото Пустарека. Книга е истрпна, добро е да ја погледате ако дојдете некаде до. Ја има во библиотеките, во книжарниците, во Крушево има кај нас, купија многу луѓе и така натаму, за старата книга зборуваме. Значи, тамо, да биде промоцијата исто, и кога се разврте во доколу, беше во црковната сала, во Тремот го викал. Значи, само јас бев непустаречанец. Сите беа од Пустарека по фамилиарности. Браќа, сестри, роднини, пријатели, негови, школски и така натаму. И сега ги објасни на таа публика таму, дека ме прозива мене, затоа што не сакал да се пофали. Морам веќе некој да најдам неутрален човек, кој што ќе каже реално за промоцијата за таа книга, за монографијата на село Пустарека. И колку да беше, значи, настојував да бидам реален, и Гоцета му постигна голем успех, и книгата му се продаде и така натаму. И сега се изеде за право, за смелост да напише уште една. Од 23-та година до сега, на цели 2 години, значи, тој ја состави книгата, афоризми, мисли и цитати. Значи, како што рековме, и цитатот е афоризам, само што е под наводници ставен тој. Како што рекол друг, па ќе го некачи Гоцета, кој рекол. Сите други афоризми се тука, на некој начин, негово дело, негова мисла, и сакам да кажам дека има слични патешествија како јас што сум се школувал во времето, макар да далеко сум од него постар. Јас се школував во Смолетката со неговата постара сестра Донка, вика, 4 години имаме во исто одделение. И Менка беше со нас. Во истото одделение, од 5 до 8. Овде исто така ги гледам Антика и Ацко. Сега сакам да кажам една тајна, че ми простите. Тие ми беа страници за да се очен од бајцата. Така останаме со сите блиски и Менка, сестра имат во Загреб живе, во Загреб. Таму ми се јавува често пати на Петко, па Непали и така натаму. И сега, после 3 сестри, беше кај нас да крстат едното Менка, за да се роди машко дете. После Менка, точно, по верувањата се раѓа Гоцен и да го поздравиме нашиот Гоцен, автор на книгава. Баби што рекле крсти во Менка девојчето, ба ќе се роди машко. И еве го писатот стана автор. И драго ми е што има многу препреки, тој перипетки, тие родење во рудникот, тамо во цркога
функционираше рудникот, цел не беше така се викал рудникот, па учел во самолетката прво до 4-то постарака и после дојде во моето село, во Долно Дивјаци, 5-то до 8-то. И на крајот како стипендист на Титовиот фонд тогаш, дојде гимназија да учи во Драчево тука, во Браќа Младиновци и продолжил на факултет, направи факултет, правни студии, па после се работил во рафинеријата Овта, со одговорни задачи, правни прописи и други. Значи, му давале задачи кај што сметале дека имаат сигурен човек и писмен доста, зашто јас кога го видов него, некаде 10 години е помалку настои, и тој ќутеше цело време, не знам дека во него постои вулкан, дека еден ден ќе избие тој со сите знаења и диспозиции што ги има, да ме изненади мене, ме разбирате. От јас веќе ме формиран на некој начин по моите дела, по моите книги што ги пишував јас и така. Али не знам дека во него врие вулкан. Така што ќе го подкрепам и натаму го цетам, ќе ни треба и за нашите краишта таму. Значи имаме сега една работна група, иницијативен одбор за руралниот развој во нашите краишта, тој не ги заборави. И сите сега полека се навраќаме таму, па куќи што има да поправаме све. И после 5,5 години борба одека со сите власти во Скопје, во Републикава и во општината, дојде време да се изјасни ова влаша е сега, дека патот кој што го планираме у Крушево да го врзе Охрид, односно Тичево и Охрид, сега ќе се прави 2026 година. Ниветија 25-та, пат ќе изборите како што секој е пошто. Така. И сега, ветено, ние дека 2026 година, целата документација, сите стапки и постапки се во гоце. Пошто правна служба, правник до крај, и тој ги води. Одиме ние сите, се активираме, со станчиме тамо во Домот народи и други, али важно една голема желба ќе ни се исполни, што нашите краји се врзат од сите страни. Зашто ние со асфалт сме врзани сега со градот Крушево, со Охрид, односно Кичево, па Скопје ќе ни приблиску, и со Демих Израел Пиле. Така што ќе бидеме интересни, повеќе од што сме сега. Продолжимо автора. Благодарам. Почитувани присутни, драги пријатели, ви благодарам што споделувате овој момент на мисла, збор и духовна близкост. Ова дело е резултат на долгогодишни белешки, наблюдувања и размислувања на животот, општеството и човекот. Со вашето присуство ја збогативте и оплеменивте ова за мене важна и значајна промоција која може да се поистовети со манифестација. Почитувани присутни, драги пријатели на Словото, вечерва пред вас стои книга што не е ниту белетристика, ниту политички коментар, а уште помалку памфлет, туку одраз и огледало на времето во кое живееме, исполнето со неизвестности, поделби, но и надеж. Во книгата Афоризми, мисли, цитати се испреплетуваат лични согледувања и општествени реакции за настаните што го одбележа периодот на последната деценија, исполнети со политички превирања, европски интеграции, очигледните извитуперувања на историјата, глобалните војни конфликти, борбата за идентитет, иселувањето, предизвиците на младината, сиромаштијата и духовната жеп за смисла. Афоризми, мисли, цитати е мој обид да го сублимирам пулсот на едно време, што се движи меѓу надежта и разочарувањето, меѓу вистината и манипулацијата и меѓу зборот и молбот. Преку кратки мисли, афоризми, се настојува да се фати духот на едно време, во кое вистината често се губи во времата на интересите, а човекот се обидува да ја зачува својата човечност,
секоја мисла едно мало сведоштво, секој афоризам, обица насмевка, предупредување или тивок повик за размислување. Оваа книга не претендира да даде одговори, него да постави прашања кои често ги премолчуваме и да подсети дека и во најтешките времења зборот останува најсилното оружје на човекот, особено кога е искрен и остар, за да може да ја пресече тишината и да натера да ја погледнеме себе си во очи. А кога ќе замолкнат говорите и кога ќе стивнат вревите, останува она најдрагоценото, силата на мислата, што не се плаши да ја каже вистината. Почитувани, дозволете ми да прочитам определен број на афоризми, мисли, цитати, што представуваат есенцијален фрагмент на тематската содржина на книгата. Има поголем број на афоризми, цитати и мисли. Ќе презентирам оние што ќе прочитам оние што се најбитни и доколку претерам со тоа, благовремено ве молам да ме предупредите да престанам. Вистината за Македонија. Македонија е жива аксиома која не се докажува, која поседува собствен идентитетски конструкт. Македонски јазик. Македонскиот јазик има собствен, просторен и временски континуитет, кој не започнува по кодификацијата, туку првите визуални корени потребуваат и започнуваат во средновековието. Да се пишува на македонски јазик, исто е како да се војува, коле чашове. Историја. Историјо учителки. Што ни се случува? Историчарите ја проучуваат и толкуваат, а политичарите ни ја кројат историјата. Уа Шнајдери. Поведниците ја пишуваат историјата, но не и иднината, и во никој случај срамно победените кои постојано ја бираат погрешната страна на историјата. Историјата на Македонија е испишана со крста на јунаците и затоа никој не може да ја избрише. Соживо. Некојаш бевме заедно на сонце и на месечина, во црква или во џамија, но сега сме сите заедно. Но сега не сме сите заедно, туку едни покрај други. Едни нагоре, други надолу. Религија. Различни ни се јазикот, верата и религијата, ама радоста, тагата и страдањата ни се исти. Одам во христијанска црква, во муслиманска џамија и во еврејска синагога и секаде гледам еден олтар. Морам. За родителите најди време и кога немаш. Оти после време ќе имаш, ама нив ќе ги немаш. Пекол. На влезот од Дантеовиот пекол стои. Откажете се од сите надежи. Мазохистите најмногу се плашат од рајот. Вистина. Вистината е во виното, но виното не се пие со секого, бидејќи тоа е уметност. Национализам. Македонизмот не е национализам, туку заштитен механизам на македонството. ЕУ, поради тоа што историјата ни е епопеја, далеку сме од Европската асамблеја. Датум за преговори или дај ум за преговори, прашање е сега. Колку го чека Годо во драмата на Бекет, толку повеќе го чекаме ние влезот во ЕУ, а тоа значи дека Годо никогаш не дошол. ЕУ ни препорачува да не газиме вокал, а ние не можеме да се договориме кој е регионален, а кој локален пат. ЕУ мисии, ајде, ред се редат европските тешкаши за лесно да ја отворат уставната порта,
но народот анте портас ест. Некој што ве уништува однадвор, сакате да го внесете да ве уништува однатре. Народ. Народот ги живее своите минати премрежења како сегашност и ги претвара во орови во песна преку која гласно порачува. Послушајте, патриоти, послушајте што има да ви каже Вардар, нашиот Вардар македонски, кој тече и пее за тоа како ми заплакало селото Ваташа. Старост. Старите луѓе сакаат младоста, но не и младите луѓе. Не жалете што стареете. Тоа е привилегија која многумина ја нема. Пензиите се мали, затоа што од минатото не се живее. Животна средина, фекалии трчаат по улиците, смет околу контейнерите. Надојдениот Вардар не тече, туку оди со некоја расходувана веш машина. Еколошката свест е згазена од нечовечката несвест. Криминал и корупција. Криминалците нелегално ја крадат државата и граѓаните, а легално ги минуваат граничните премини. Се однесува за префригани криминалци или безгранична корумпираност. Корупцијата не може до корен да се исече. Тука се обновливите извори на корупција. Здравство. Хипократ е немоќен пред канцер. Не постои друга држава во светот во која пајакот доаѓа за 5 минути, а брзата помош за 45. Демократија, команданти и недоплакани лидери ја гушат демократијата. Западната демократија е повкусна, иако е со поминат рок. Судство, криво седи, право беседи. Одлагањето на судските рочишта создава децениски судски спорови и длабоки адвокатски джепови. Брак. Мешаните бракови се знак дека меѓунационалните односи ни се интимни. Еднополовите бракови се двојно зло за човештвото. Срцето на власта и на опозицијата чука во седумосминскиот такт од загриженост за сиромаштијата на сопствениот народ. Власт. Умерената власт подолго трае, а омразената подолго пустои. Венецијанска комисија. Венецијо, Рим го надминуваш во правото. Венецијанската комисија и венецијанската завеса ни создаваат само перде во очи. Сиромаштија. Сиромаштијата го нарушува авторитетот, особено на таткото. Може ли да ми дадете лекови за мајка ми, ако го измијам подот? Новиот социоекономски проект на владата, великденска, божична и рамазанска кошничка, наликува на поговорката фалени јаготки, празни кошници. Политички партии и покрај многу партиски крила, партиите прават неуспешен лет во место. Избори. Во предизборната кампања се е можно, дури дека и војводата носи кече, каков кичерар. Политика. Политичарите и пелените мора често да се менуваат од иста причина, Марк Твен. Народот тешко составува крај со крај, а политичарите лесно поврзуваат мандат со мандат. Образование без воспитание. На македонските студенти не можат да им помогнат ниту шангајки да се одлепат од дното на шангајската листа. Диплома. На факултетите се цени знаењето. Родителот да се знае со некој од професорите. На некој од приватните факултети, наместо на испит, можеш да паднеш само од столче. Хумор и сатира, острината на сатирата е најдобро мерило за степенот на демократијата на една земја. Дрво, нема разлика помеѓу дрвото и човекот, кога тие паѓаат, сите од нив бегаат. Вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција е без биолошки разум, свест и емоционална интелигенција. Се наметнува сериозна дилема. Дали ние ќе контролираме вештачката интелигенција или таа ќе не контролира нас. Народ,
Народот кој се соочил со вековни судски казни не излегува на улица власта да ја дразни. Земјоделие. Значителен дел од трудот на земјоделците оди за прекупците, скакулците и за грмотевиците. При секој откуп на житото, грозјето, оризот и тутунот, земјоделците се соочуваат со трилемата во кантар, во амбар или на буниште. Смрт. Оној кој умрел на постелата на која се родил, исто како да не умрел, Анте Поповски. Повеќе ги сакаше штиците што живот значат, отколку штиците за ковчег, но и едните и другите згниеја, мајка. Господ не може да биде насекаде, па затоа ги создал мајките. Кажете и на мајка ми Маре, да не жали, оти сепак ние ќе победиме, кочо раци. Немало потреба да се мачиш и да ми пишуваш, сине, зашто мајка, како Исуса, писмо не знае. Анте Поповски. Двајцата промотори, се уште една потврда дека мислата и зборот ја имаат силата да не инспирираат, да на буквално секој ден. Македонија. По јужно-соседката се соочуваме и со источно-соседската еублокада. За влез ни нудат историска амнезија и рокада. Македонски јазик. Од толку што ни се блиски меѓусоседските односи, соседите ги ословуваме со страните на светот. Јазик на јазик да не измиш. Ѓорѓија Пулевски. Македонски идентитет. Идентитет е карактеристичност, особини или својства на нешто, по кои се издвојува и разликува од другите. Историја на нација и историја на територија е сосема различна категорија. Историја. Секој еден кој ја оспорува историјата на некој друг има проблем со сопствената историја. Луѓе. Луѓето не се непријатели помеѓу себе, туку различни им се патиштата до целта. Живот. Животот е како огледало. Ако му се насмевне, и тоа ќе ти се насмевне. Животот започнува и завршува со благослов, затоа не заборавајте да благословувате. Судбина. Некои луѓе стрепат и ја очекуваат судбината, а другите се обседнати со јанзата. Насмевка. Потребни се 17 мускули за да се насмеете, а 43 за да се намуртите. Секако, полесно и покорисно е да се насмеете. На некои луѓе насмевката им служи да ја скријат растипаната мечта. Шарена револуција. Шарената револуција донесе шарена лага и коруптивна еволуција. За време на шарената револуција воедите ги заменија со водени говор-токор. Војна. Ако 90%
90% во едно општество се пацифисти, а само 10 се наклонети за војна. Ке дојде до војна. Војната е болест на општеството. Европа. Европа е место од каде доаѓа невистината. Во 21 век кулата вавилонска му дозволува на нашиот источен сосед да применува фашизоиден вокабулар за македонците. Во Европската асамблеја и безобзирна асимилација на Западен Балкан. Уставно вдомување. Дипломатски десант и булдожеринг дипломатија и се случува на Македонија за уставно вдомување на источниот сосед. Лоши патишта. Патиштата ви се лоши, поправете ги. Ова е пораката на нобеловецот Пол Робин Кругман, американски економист. Сомневање. Колку повеќе афери, толку повеќе сомневања. Наскоро и самата реалност која ја осомничуваме. Кучиња. Се што повеќе ги запознавам луѓето, се повеќе ги засакувам кучињата. Литерално. Како да се заштитиме од агресивноста на обичните и институционалните кучиња. Убиство и самоубиство. Самоубиството е силна желба за живот, ама на друг начин. Монструозното убиство не е својствено за институцијата човек, но се почесто им се случува на нелуѓето. Самотија. Самотијата ја навредува личноста. Во самотијата мораш со некого или за нешто сам да разговараш. Горчлива е тишината на осаменоста. Епидемија. Ковид-епидемијата ги забрза депресивната и коруптивната епидемија. Само што ја пребродивме, пандемијата, се соочуваме со последиците од вакцинацијата. Принципи. Принципиелноста и искреноста не се толку значајни за оние од кои ништо не зависи. Криминал и корупција. Неказнивоста и несоодветната казнивост е катализатор на организираниот криминал и корупција. Откако го ограби народот, чисти солзи му грубат криминалното лице. Позорникари нема во градските мала, но затоа се во градските кафеа. Здравје на продажба. Се претвора се во стока, па дури и здравјето. Медицината е одличен, спектакуларен закон, а денеска е средство за манипулација и пазарење со човечките животи и судбини. Лекарите пратеници треба да ги лекуваат граѓаните, а не граѓанското општество. Екзистенција. За да го одржи својот екзистенцијален максимум, власта го загрозува екзистенционалниот минимум на граѓаните. Демократија. Од еден до друг режим, демократијата се реже. Имаме демократија без упатство за употреба. Дипломатија. Дипломатијата е интересна, суптилна, но и вносна активност. Некои наши дипломатијата ја сваќаат како да се упатени на печалба во странство. Новинар. Кога започнал да пишува, мислел дека ќе го измени светот, но се уверил дека тој тешко се мени. Повеќе вреди направеното, отколку напишаното. Новинарите, наместо да истражуваат,
тие сензационализираат или држат страна. Се помалку мет и ум во социјалните медиуми. Дебатните емисии се претворија во арени на навреди, самосожалувања и театрални екзибиции. Право. Поради невладење на правото, постои владење на самоволието. Време е да прогледа јустиција. Балкан. Балканот е куќа на патот и секој кој поминувал ја рушел или се обидувал да ја сруши. Филозофија. Без филозофија, логика и етика, гимназијалците ќе останат без мудрост, критичко мислење и етичност. Татковина. Се додека Homo sapiensот не се симнал на земјата, дрвијата му биле неговата татковина. Но кога се симнал, видел дека сгрешил. Дали е порамковен ако компонираме инструментална химна? Не, односно непријател. Или пријател. Не плашете се од непријателите. Плашете се од луѓето што ви ласкаат дека ве сакаат. На крајот од животот, помалку ќе ги цениш зборовите на непријателите, отколку ќутењето на пријателите. Независни сме, поради тоа што ништо не зависи од нас. Картовите не само што ријат во аграрот, туку и во политиката. Имитација. Најтешко е кога почнувате да ги имитирате оние кои што планирате да ги смените или ги сменивте. Мито и корупција. Во брак се тајно, од државата цицаат немилосрдно и трајно. Касајот натопен со пот најсладок. Дел од афоризмите, пак ќе станам, видам сите го препушти авторот и мене. И во сите афоризми, како што и со него сум разговарал, сакав да видам оптимизам. Значи, независно кого го критикуваме, и како што претходно спомнавме така, и тоа е, значи, дека има и утре. Грешали нашите стари, и тие пред нив, и тие по нив ќе грешат така натаму, но ние затоа сме тука и во реалноста да бидеме побудни и навреме секому да му кажеме, значи, каде е неговото утре, без да го навредиме, се подразбира, значи. Хоќе види тоа нашата добра мисла или она што Гоце го кажал или го раскажал одека, тогаш секој ќе му пружи рака, ќе рече добро, значи, ме подсети да не се срамам понатаму и да не грешам пред моите и пред фамилијата и така натаму. И така ги гледам јас сите афоризми што се тука. Значи, не е тоа во проширено дело да биде некаква сатира или во текст, туку точно са го одбрал атомот, како што го рековме, и ударно ги истакнал афоризмите. Дел од тие што ги мене ми препорача Гоце да ги прочитам се, еве, Македонија, како ја разбирам, Македонија е библиска грандиозна цивилизација пред која се колеба и светот. Тоа го велеше и Блаже Коневски, јазикот ни е нашата куќа и така натаму, нашето дело, да си го чуваме и така. Затоа што навистина е, како што и сами веќе подоцна разбираме, дека навистина е библиска земја и затоа понатамо спомнува авторот, многу често вика си велиме дека целта ни е Европа и затоа младите ни заминаа во Европа.
добро ќе му направиме на секој млад, ако му речеме седи си кај што си се родил и развија ова земја, нашава. Така што да го привлечеме вниманието на европејците овде, како што и од секогаш и од некогаш, како што било. Не сакаме ние да имаме бездомници, да речеме. Сиромашнијата често пати ги посетува бездомниците дека ќе дојде лута зима. Не треба посетување. Тие сами знаеле дека зимата ќе дојде. Значи, тие им фали леп, а студ имале на петек, така вика авторот, леп им недостасува. Натаму, во одведувањето на тутунот, та синтагма или поговорка што порано поставеше пушиш како турчин, сега треба да ја пренамениме, според авторот пушиш како македонец. Непотизмот, го кажавме веќе кај претходниве, е сега подобро вика авторот да издадеш книга, отколку да си издадеш државата. И кога сме кај книгите, имало многу заинтересирани за стара хартија да ги соберат. Или кај нас по селата некој што уште не беа писменет или постарите, викаше, ќе ти благодарам, ако им осташ некоја книга, тие им требало за потпал, ќе да си го потпалуваат, ќе ти биде многу благодарен. Сега, ако сакате да го насмеете Господа, кажете му ги вашите планови, значи нашите, со тоа што сака да каже Гоце, дека Господ има една концепција, што ние не треба да му се замешаме, пошто тој има и почеток, има и крај, и така што нашите стари ќе се префрлеа, па ќе кажа дека се е писание и така натаму. И сега и во тоа писанието ние го објаснуваме некако во науката поинаку. За владата, вика Гоце, владата е за пониска маржа од трговците за невидена кражба. Ако маржата се спушти, тој тука наоѓа некој луфте и сега натаму вика политичарот кој сака да му попува на народот, треба да е почист од него, барем, како солза. За браќата монахи ми падна исто така печаток тука, вика браќата монахи, кој што ги спомнуваме ние за првата камера на Балканот и така натаму пошироко, не само што ја промениле битова, туку ја промениле и историјата. Милтон Манаки рекол едно кадро за мене, биле првите камермани кадра правеле, едно кадро за историјата, но не кажал за кого го наменил третото кадро. И сега спишувајќи ги моиве книги, побарав многу од архивите и во државен архив и во Ману, што имаше во архивите наши што се Крушевскиот музеј Битола и така, тие најчесто го снимале авторитетот, го снимале султанот, се викаше, ако не сгрешам, Мехмет Пети Решат, од Солун на доаѓањето по возот и во низ Битола. И јас, бидејќи нашиве биле повеќето вклучени во разни, и комиството, и во возводството, и мојот дедо бил комита некогаш, во свое време, сакав во архививе некаде да најдам таков податок, не само султанот да го видиме како доаѓал со конјите, со спакиите и другите, значи кај се нашиве комити што гниеле по битолските затвори токму, во вилајата, или во Заден Куле. Таква слика од Милтон Манаки или од Брапо Јанаки не видов. Ако најде некој да ми ја донесе, да видам дали мојот комита некаде ќе го згодам од нивното кадро. Многодетни семејства спомнува авторот. Значи, многодетните семејства се како инструмент за опстанок на една нација, ама да не бидат под субстандардни услови. Откорнатиот камен, вика и дете го тркало. Затоа да не бидим откорнат камен, зборовите се како ореви, колку повеќе тропаат, толку повеќе се попразни или пошупливи, ние ќе кажем од кај нас. Не е важно дали си кадарен, туку чий кадар си во администрацијата, ниту атер кршат во администрацијата, ниту работа вршат. Во државната администрација, вели авторот, нема повеќе место за неработници, се е потпунато. Сега, ако на американецот му скашиш чест, па дојде до некоја наведа на химната, грбот или историјата,
одмah го исплаќаат Бог Гвантанамо или нашиот познат Сургун. Бегалци, доколку во овој период твореше Васи Милјовски, драмата Бегалка, во која што јас сум играл, го игра Бошко, главната улога, па така во нашето време, на нашите краишта, во училиштето. Иначе, драмата Бегалка, ќе преименуваше во Бегалци. И сега за списанието, мислам списание беше Неме вестник, 80 години ликовно ја изобличува и ја води неподносливата стварност. Значи не некојот кој што е реален или кој што е чест, или кој што е успел, туку неподносливата стварност. И на граничниот премин често пати паѓа системот, иако пади системот, наместо дигитално, рачно се уновчува криминално, бидејќи не работи системот. Народниот пратеник е одговорна функција да се знаеме сите, но никој пат не одговара пред народот. Това беше се.